Васко Кроневски, Nextsense е една од најбрендираните македонски IT компании. Речиси за информатичарите и електроинженерите, народски кажано, нема зима. Ниту корона кризата, ниту пак енергетската криза не ги надмина нивните предизвици. Поточно, низ какви предизвици, ништо се помина овој сектор, го прашувам токму Кроневски. Во изминативе години видовме еден многу силен тренд на зголемено вработување во IT секторот. Во голема мера се должи на тоа што голем дел од IT компаниите во Македонија се ориентира за работа кон странски пазари. Популарно кажано, голем дел од нив даваат аутсорсинг услуги за програмирање, развој на софтвер за други IT компании во странство. Тој зголеменото побарување на IT услугите на глобално ниво предизвика зголемен обем на побарување на работна сила во IT индустријата на секаде низ светот. Тој тренд не заобиколи нас, се формира во моментов преку 2000 нови компании во последниве неколку години во Македонија кои што даваат такви услуги надвор. Со тоа голем дел од IT стручните лица кои што работеа дури во не IT компании, банки, телекоми, осигурителни, државни организации, ги променија своите работни места и од местата каде што работеа во не IT компании, али со IT струка, премина во IT компаниите. Сега се соочуваме со фактот дека сите тие компании имаат празни IT сектори, односно со многу мал број на вработени, и сега па они имаат тенденција да ги аутсорсираат своите потреби кон IT компании во домашниот пазар. За жал се помалце инженери работат на домашниот пазар, се повеќе инженери работат надвор. Тоа ако го разгледуваме од економски аспект, во голема мера ќе влие и на економскиот развој на државата, бидејќи нема индустрија која што не е потребна IT поддршка, а таа IT поддршка ќе изостанува. Ова индустрија е најголем нето извозник. Во еден период се заговараше и посебна индустријска зона. Што недостига во економската политика? Ако гледаме трендот на раст во последниве години, стварно импозантен. По обемот на извоз, по обемот на додадена вредност можеме да окрстиме, мада јас би дебатирал дека тоа не е додадена вредност, него нето разлика која што останува во Македонија, бидејќи кога станува збор за продажба на услуги кои што се труди интензивни, односно по работен час или по работен ден, тука додадената вредност е мала. Недостасува долгорочно планирање. Значи, ние овој рај на растот на IT индустријата ќе го живееме уште некоја година, кога веќе ќе ги исцрпиме последните можни вработувања што можеме да ги донесеме во IT индустријата. Сега имаме преквалификација на кадри од други гранки, од други, да речеме, струки во IT, но кога и тоа ќе секне, ние ќе дојдеме во некој заситување по бројот на вработени во IT индустријата и со тоа неминовно растот ќе застане. Ако сакаме долгорочно да планираме, треба државата да размисли за одредени стимулативни мерки како компаниите кои што се сега во IT трудоинтензивни, јас ќе го направам споредбата како во текстилната индустрија, лоун, многу познат термин во текстилната, ние тоа го потребуваме како лоун кодирање, значи изнаемуваме девелопери кои што прават развој на софтвер. Стимулативните мерки ќе треба да направат да тој голем број на вработени што сега го донесовме во IT компаниите, го искористиме за создавање на производи, а со тоа и поголема додадена вредност. Затоа ќе ни треба некаква поддршка од државата за да на среден рок можеме да го трансферираме извозот од извоз во услуги, од трудоинтензивна работа, во извоз на производи со голема додадена вредност. Компјутерџиите, како што многу често народски знаеме да кажеме, се можеби во овој период или последниве, да речеме, 5 години се најбарани на пазарот на трудот. Не ви се чини дека во меѓувреме изумираат одредени други струки? Па не би можел или да кажам. Или делот луѓето се преквалификуваат? Се преквалификуваат, да. Тоа ќе направи недостаток на квалификувани кадри во другите струки. Како што ќе се развива општеството, економијата, сите струки ќе има потреба од кадри од различни струки, но можеби ќе биде доцна да ги вратат назад во својата струка, бидејќи они веќе ќе имаат изградени кариери во IT индустријата. Не би рекол дека изумираат, јас би рекол дека се трансформираат. Бидејќи мислам дека веќе не постои струка во која што мултидисциплинарноста на знаењето не е потребна, вклучително и IT вештини. Така да во нареден период мислам дека
во голема мера ќе треба да работиме на зголемување на дигиталните вештини во сите струки, без разлика дали е тоа медицина, дали е право, дали е архитектура и така натаму. Ако сакаме да задржиме конкурентноста на глобалниот пазар, во сите струки ќе треба да работиме многу на зголемување на дигиталните вештини. Македонија речиси во период на економска и општествена дигитализација, корона кризата ја покажа неопходноста за нов начин на функционирање, тоа е онлайн работата. Какви инвестиции капитални ни се потребни за поголем економски раст и развој? Па ќе зборам низ личен пример. Ние во изминативе години во голема мера инвестиравме како компанија во развој на нови продуктни решенија, кои што токму онлайн работењето го прават да функционира подеднако исто како работењето во физичкиот свет. Крајот на минатата година лансиравме во партнерство со Кипс една нова услуга за електронска идентификација на граѓани и електронски потпис на далечина, што ни возможува да потполно дигитално трансактираме без да имаме физичко присуство. Тоа во наредните години ќе донесе до сериозна трансформација на начинот на работењето на банките, на телекомите, на државната администрација, бидејќи веќе нема потреба. Што значи дека може да се соочиме со еден друг негативен ефект, да немаме потреба од кадри толку? Па би рекол ќе се појави оптимизација. Можеби ќе ги трансформираме постоечките работни места од базични работни места во работни места на популарното се викаат information workeri, односно луѓе кои што веќе управуваат со знаењата на организацијата, а не со мануелните таскови на прием на барање и обработка. Инвестиравме во други производи, значи во глобални рамки прилично нас ни се прошири бизнисот токму заради тоа што инвестиравме во такви алатки. Во минатава година заокруживме присуство во 23 земји низ целиот свет со најразлични решенија кои што возможуваат онлайн работење, онлайн седници, онлайн гласање и така натаму. Како до нови инвестиции во паметни зелени индустрии се заговара еден нов начин на модерни знаења, нови звања професионални? Споменав дека треба да инвестираме во дигитални вештини во сите струки, значи ќе треба да се променат и образовните програми не само на факултетските установи, него и порано во средна и во основна школа, каде што во многу рана фаза нема да имаме предмет информатика кој што е независен од останатите, него во рамки на сите предмети, во рамки на сите знаења што ги добиваме, да ја вплетеме информатичката технологија, бидејќи на поинаков начин тогаш ќе ги добиваме знаењата, дали станува збор за хемија, дали станува збор за математика или за било што друго со примената на таква програма. Но во голема мера трансформацијата ќе треба да се случи во приватниот сектор. Мислам дека приватниот сектор во нареден период ќе треба во голема мера да инвестира во трансформацијата на своето работење со потребна технологија за да си ја задржи конкурентност. Во спротивно нема да можеме на долг рок да се соочи со конкуренцијата што доаѓа од глобално ниво. Благодарам за гостувањето. Благодарам.